Оваа награда е сатисфакција на вложениот труд кој што го вложуваат сите граѓани од Тетово, кој што финансиски малку имаме поддршка, меѓутоа желбата Тетекс да постои е голема, кај огромен дел на граѓаните, навивачите, навивачката група кој што е многу се покажа у овие 30 на години како една од најверните навијачки групи. Со помош на навијачката група и останатите успеваме малку со тежок труд, со многу вложување, со многу одрекувања, успеавме да го одржиме овие 5 години дека бев начело на клубот. Никогаш нема да престанам да бидам дел од помошта што му е потребна на клубот. Се надевам дека ќе дојде ден да прославиме и 100 години. Останува на младите да покажат поголема одговорност, поголема желба за обстојување на клубот, како на младите, така и на фирмите кои што постојат во Тетово. Мислам дека ги има многу. Ја мислам дека малку треба да дадат поголема поддршка да би можеле полесно да обстојуваме. Оти втората лига е многу скапа, не е како пред 7-8 години кога игравме за премии од 2000 денари. Сега се случува ова лига да биде многу скапа. Ја мислим дека нема да кажувам цифри, меѓутоа би ги повикал сите фирми, сите луѓе кои го сакаат Тетекс да му помогнат да обстојува барем уште 100-200 години. Ние нема тоа да го доживуваме, меѓутоа името Тетекс е символ на градот, символ на гордоста, гордост на градот. Прво да се захвалим на сите вас што не сте не заборавиле. Прошло долго време стварно. Меѓутоа доброто што сега глас многу долго трае, така да и вие знаете ние што смо направиле и кој смо денеска. Така да ушеднаш многу фала што не сте не заборавиле и нема што да кажем, само сретно понатамо да идеме. 18 февруари 1953 година е формирана нашата гордост, фудбалскиот клуб Тетекс, односно тогаш фудбалскиот клуб Текстилец. Денес одбележуваме 69 години од формирањето на клубот. Дел од вас кога ве канев ме прашавте наредната година е 70 годишнината од формирањето, зошто и оваа година. И минатата година славевме роденден, 68, оваа година 69. И сакаме тоа да биде една традиција, бидејќи ние го славиме животот. Ние секоја година ќе славиме заради тоа што постоиме, заради тоа што нашата гордост, фудбалскиот клуб Тетекс постои, се надпреварува, без разлика каков успех постигнуваме, меѓутоа ќе бидеме пркос и ќе постоиме и секоја година ќе го славиме нашиот роден ден. За сите да слушнат дека сме тука, дека не има и дека фудбалскиот клуб Тетекс ќе продолжи да функционира. Во 53-та година кога клубот се формирал, немал своји соблекувални, немал свој стадион, тогаш немал ниту фудбалери, па морало да регистрираат. Ситуацијата со клубот и денес е слична. Од никаде помош, нема свој дом, фудбалскиот клуб Тетекс безмалку е бездомник. 70 години не тргнавме напред, односно се вративме само назад. Имаме наш стадион кој што е узурпиран, а ние сме приморани да играме домаќини во Речица, во Боговиње, во Маџари, во Ѓорче, на теренот на Агенцијата за млади и спорт, секаде, само не во нашиот дом. Фудбалскиот клуб Тетекс ќе продолжи да живее, ќе продолжиме да пркосиме, Тетекс ќе биде вечен. Минатата година
раскажав една приказна како клубот ја добива белата боја. Оваа година ќе ја продолжам традицијата и повторно ќе раскажам една приказна, овој пат за највисоката победа во историјата на клубот. Првата година фудбалскиот клуб Тетекс настапува во Тетовското фудбалско подрачје и првенството го завршува со максимален број на победи, со гол разлика 114 дадени и само 2 голови примени. Веројатно податок за Гинис, а со тоа добива право да се надпреварува во квалификациите за влез во Скопскиот подсојуз. Во првото коло од квалификациите жребката посакува Тетекс да игра против екипата на Осогово од Крива Паланка. Екипата предводена од првиот тренер на фудбалскиот клуб Текстилец Михајло Гашевски Чанак оди во Крива Паланка, меѓутоа на стадионот крај Криварека една несекојдневна ситуација. Влегува поп во теренот и почнува да пее молитва и да чати на голот од домашната екипа. Тетекс, иако поквалитетен силовито напаѓа, меѓутоа никако не успева да постигне погодок. Првото полувреме завршува 0:0, а во вториот гол прима Тетекс гол од центар. Следната недела следува реваншот во Тетово, да Тетекс му е потребна победа од повеќе од еден погодок, меѓутоа Тетекс успева да забележи победа од дури 14:0. На стариот градски стадион во Тетово ниту поп, ниту воѓа не може да им помогне на гостите од Крива Паланка.